сме цело време заедно, затоа што сепак така најубаво функционираме и тоа уствари нели суштината на бракот, суштината на животот е да бидеш заедно и заедно да создаваш, значи за все едно нешто сме секој заедно. Колку што можеме да бидеме заедно. Али се трудиме секој момент. Како го поминувате слободното време? Што се случува кога имате слободно време? Сакате да погледате добар филм, сакате повеќе да се рекреирате, да прошетате некаде? Обично го користиме да се видиме, значи ние сме луѓе кои што сакаме да имаме пријатели, на вистински пријатели и секое време го користиме за нив. Значи секое слободно време го користиме за нив, значи да се видиме, да се дружиме, да си направиме нели муавет, разговор, да се смееме, да отидеме на некој викенд, заедно на добра скара или нешто така. Сакаме да гледаме филмови. Кој е твој омилен актер, а кој е на Зоран омилен? Актер? Актерка. Па јас немам некој конкретно. Кој е на Зоран омилен актерка? Да, омилен актерка. Немаме некои така одредени, што знам. Знаеш, обично одредбата кој актер го сакаш дава некои карактери на твојата личност. Не знам дали знаеш. Тоа се однесува на тоа или например ќе речеш, овој човек според куќето знам каков е. Да, обично куќињата се личат на собствениците. Значи не можеш да видиш голем крупен келјав фраер онака набилден со пудлица. Со пуд не може. Да, дефинитивно. Мора да има или питбул или боксер или нешто. Да, нешто такво. Од таков тип. Така да или дога. Или дога. Кажи ми актер еве, омилен актер твој. Баш сега моментот размислувам и секогаш кога ќе ме праша... Не физички, омилен актер. Нели, добро игра човекот, добри трансформации прави, има добри филмови хитови. Во тој концепт, во тој смисол, за тоа што кога ќе кажеш овој актер ми се допаѓа, значи од тој аспект може да се одреди некаков тип на личност. Не знам дали би можело, ама ете, ајде. Секогаш кога ќе кажам, кога ќе ме прашате нели, кога ќе одам во некоја емисија кој ти е омилен актер, ќе се замислам, ќе кажам некој што прв ќе ми дојде на памет, а потоа ќе речем требаше може да го кажам овој или тој или не знам. Добро, тоа е веќе во доменот на магионичарски трикови. Сега да речеме во моментот ми текнува да не актер кој што е комичар, ама не ми текнува како се викаше, значи. Ајде малку, јас сум жива енциклопедија. Филм. Шта? Последен филм кој што го глумеше, ако не покасно сега не ми текнува моментот. Нема проблем. Али ајде го споменеме тука Бен Афлек, да речеме како еден глумец кој што ете така ми се допаѓа последниот филм кој што го гледав. Добро, веројатно си не знам дали знаеш дека Бен Афлек има режирано извонреден филм. Така? Да, се вика филмот, мислам, Missing. Така. Значи исчезнување. Се работи за вистинска приказна. Интересно се случува во нашето студио, значи веројатно некој падна само да не е со тавче, онака врело со зејтин. Кога се работи, тука има интересни случаи. Би ти препорачал да го побараш ако ти се допаѓа Бен Афлек. Значи таму глуми Кейси Афлек. Значи неговиот брат и многу интересен. Значи многу интересен филм. Баш ќе го погледам. Од глумиците еве би кажала тука ми текна сега одма, значи омилен филм ми е значи тука глумицава ќе ја споменам Сигурни Вивер, ама она, Елион серијалот. Елион серијалот, навистина многу го сакам и тоа го гледав скоро, значи пред 2 години ги гледав сите она вакво. Потоа гледав сега некои филмови од неа. Нели малку така не изгледа како што изгледала порано, нели нормално е малку постара и така натаму. Окей, ама сепак јас би рекла дека ми се допаѓа баш во тој серијал таму со. Гледаш, тоа е она што би ти кажал дека е карактерна особина. Значи тука ако веќе ја сакаш Сигурни Вивер во Елиен, мојот профил би бил самостојна, сигурна, секогаш подготвена за борба, за докажување, човек кој што никогаш не се предава. Тоа би било некаков тип на слика за тебе и човек кој што има многу квалитети. Сега дали тоа се подразбира дека добро пееш, дека имаш принципи во животот. Значи тоа е под Сигурни Вивер. Значи во Елиен и како актерка од таму кажа Бен Афлек ти беше малку, како да ти кажам,
килав избор. Па значи добро, Бен Афлек не бев баш делуваше до пред конкретна- 2-3 години така, Да, не значи бев многу конкретна, сигурен. многу- И потоа, како што е обично бидува, значи за американските актери, ќе направат грешка во проценка, Така, во така, она да, што да, се да. вели не добар филм кој што нема да успее на благајните, а нели Америка е се во парите. И Да, така да. генерално ќе фактички ќе си ја упропастат кариерата малку од малку. Океј, кажи ми во Македонија каде предпочиташ да бидеш? Ти си по потекло од Неготина. Неготино. Од Неготино, Неготино и да. Кавадарци се познати по многу убави девојки. Па, добро. Кога бевме, Супер. можам да кажам, помлади, имавме онака, значи ние машко друштво, фиксација дека во Неготино и во Кавадар, каде е дискотеката во Неготино? Таа има една поголема дискотека, се веројатно има повеќе. Да, што да ми ја не ги знам више дискотеките таму, одамна не излегувам таму. Да, и одамна Не го си следам- излезена од Неготино. Да, не го следам многу на живо таму воопшто. Така. Кажи ми, во Македонија кај се чувствуваш убаво, а кај се чувствуваш надвор од Македонија? Каде би можело да живееш ако не живееш во Скопје? Па, во Македонија, ете, ако ме прашаш, Охрид ми е едно од оние места каде што ми се омилени, каде што ете можам на некој начин да се опуштам. Нормално, водата си го прави своето, но Так. езерата и така натаму, ама секогаш викам, да беше море. Значи, сепак би сакала да е море Така. и да уживам покрај море, така да било која дестинација покрај море би ми било она место каде што би можела да живеам и да се снајдам. Последното место каде што бев еве сега скоро беше Дубровник и Будва, ама Дубровник ми остави она невиден впечаток и можеби би сакала ете таму да живеам. Па да, Дубровник Или е да купам некој стан, значи таму да Дубровник е Можеби дефинитивно да се прекрасно релаксирам и место. така натаму. Да, ја не сум бил сигурно едно 15 на години. преубаво. Да. Прекрасно. Минатата година сакав да отидам, ама една моја пријателка онака баш еве ајде ќе ја провериме таа информација со тебе. Моја пријателка која што прилично добро стои, се мисли на финанси, има 2-3 ресторана, и кога она најде забелешка, бе вика, Оливер, во Дубровник една баклава 10 евра. Имаше ли Можда е. таква ситуација да беше толку многу скапо? Па не знам, јас некако не обрнав внимание на тоа. Ако си Мислам платила дека со цените картица во Скопје дури, Па и- онака те и требаше баш и плаќавме со картица, нели требаше да се менуваат парите, они нели немаат евра, можеш да ги сменеш во Куни. во куни така натаму и не беше тоа проблем. Али не знам, ние баш супер се чувствувавме. Така? Не изгледаше дека премногу скапо, изгледаше баш она, не се нормално треба да платиш за погледот и за нели за Така. за воздухот Секаде и за е во морето Европа, и нели тоа е тоа. така? Али не беше нешто екстремно баш до толку што знам. Не го забележав тоа. Океј, значи во Дубровник онака покрај море би можела Да, да покрај море, живееш. да би живеела и тука би се враќала само онака да кога ќе морам. Така. Кажи ми, каде можеме да те видиме низ Македонија? Значи, каде можат нашите пријатели од другата страна на малите екрани, затоа што сепак, нели, разговараме за како обични луѓе, каде би можеле да дојдат на една добра свирка, да си поминат убаво навечер и да онака се почувствуваат малку да се вратат назад низ годините. Јас, значи, може да ме видат во било кој град во Македонија, значи во некоја дискотека каде што Така. нели би настапила, значи немам некои редовни настапи каде што можат значи да ме гледаат, али Во Скопје каде Настапувам настапуваш низ- да речеме еднаш месечно барем? Имаш ли некаде? Та каде не што- сум настапувала одамна, значи нема некое место онакво убаво место каде што би можела да А во настапувам и Скопје каде има што и би се малку места вклопила. кои што имаат рок атмосфера. Дали тука се Па, сложуваме? за жал е така. Значи нема веќе ги нема оние свирки, ајде да ги наречам, значи каде што она ќе отидеш за оние вистински за онаа вистинска рок публика, каде што кога ќе отидеш ќе ги чуеш баш оние рок песни, рок хитови кои што нели ќе ти направат задоволство, ќе се расположиш на нив
има некои свирки, ама сето тоа е толку неквалитетно и испрефорсирано, што мислам дека сепак треба малку да се подзамислиме сите сега што за мили луѓе кои што ги организираат сите тие такви клубски настани, можеби мислам дека треба да се подзамислат и да направат можеби некоја малку подобра понуда. Се е сведено на некои дуо бендови, значи со матрици и нешто така принаправено, што воопшто не го отсликува, не ја покажува рок сликата, значи рок свирката, значи звукот во живо, што навистина јас сум голем противник на тоа и морам да бидам искрена, навистина многу ми смета кога го чујам тоа и не одам на такви места. Тука се согласувам. И сум баш чекам да дојде некоја свирка таква, ама за жалете нема. Ете ги поканувам сите да дојдат на мојата свирка, значи на мојот концерт на 10 јуни. Одлично. И да дојдат да се забавуваат баш онака како што треба. Океј. Така кажавме за тие свирки кои што ги нема, би сакал да ги има. Јас сум доживеал, да речеме, по турската обала, да кажем под Јадранскиот брег, многу убави свирки, има многу убави отворени и затворени клубови кои што свират рок групи. И онака буквално со пијачка можеш убаво да си поминеш, да се развеселиш, да едноставно да ти помине денот во забава, а да не биде она тумпа, нели? Качување по шанкови и тешко техно. Да, за жал се сведе забавата на тоа, знаеш. Така да во Скопје баш би сакал да се вратат оние рок вечери каде што може да еве и тебе да те чуеме но сепак ќе си се стрпиме до 10 ќе те чуеме на концертот. Баш ми е драго што ти се допадна нели карпачото со јајце. Супер, одлично, многу. Мора да спомнеме дека жолчката го има баш оној вкус таков каков што има, затоа што користиме домашно јајце од живинарската фарма од Гевгелија, а тие кокошки таму се хранети со храна која што ја произведува истата фирма. Да, браво. Значи тоа е многу добар сегмент. Значи не се купува од лево од десно, туку баш самата фирма произведува и ги храни кокошките и оваа жолчка има една специфика. Значи многу е компактна, она што велат старите жолчката да се гледа и може да се препознае баш под брендот домашно јајце. Јас на крај имам едно изненадување.